100. Значи, у старт сме минус милиарда и 100. Така, и сега прашањето е како ние го финансираме тоа, така? За наша, значи, и тоа може би не многу познат факт. Значи, за наша голема среќа, Македонија поради својата голема диаспора надвор од државата, така што на времето се иселила во Австралија, во Канада, гастарбајтери со сега работат во Европа, праќаат назад голема количина пари. Ги праќаат назад дали преку банкарскиот сектор или во форма на кеш на своите, не знам, роднини, мајка, татко, брат, сестра, браточе. Така, тие пари испливуваат во нашата економија. Таа сума изнесува $700 милиона годишно. Значи, да не беа тие пари трансфери од диаспората, ние ќе бевме во дередже. Ако и веќе не сме, меѓутоа Македонија буквално живее од тие трансфери од надвор, од диаспората наша или гастарбајтери. Значи, од таа дупка од милиарда и 100, ние 700 милиона покриваме со трансфери. Околу 100 милиона добиваме различни донации од Холандија, од Америка, од Европа, од тоа, но? И ја покриваме таа. Момент, тоа е само 800, имаме уште 300 милиона. Другите 300 милиона се или странски инвестиции, или долг. За наша несреќа, во последните 3 години, од 2003, 2004, 2005, у просек годишниот долг, значи изголемувањето на долгот на Република Македонија е $250 милиона. Значи надворешниот долг сега, на крајот на ова година, ќе изнесува некаде околу $2 милиарди и 200. Споредено со 1.450 пред 3 години. Ако овој тренд продолжи, а не е спорно дека ќе продолжи, бидејќи јас лично не гледам нешто навидум што може да драматично да ја смене овој дисбаланс во трговскиот дефицит, доколку ова продолжи, некаде крајот на 2010 година, ние ќе имаме купниот наш долг ќе биде околу $3 милиарди и 300. Тоа е веќе приближно 90% од нашиот бруто домашен производ. Земји кои доаѓаат на 90% долг од бруто домашен производ се земји кои се банкрот. И сега прашањето е Што дали значи земја банкрот? Банкротиранци, не знам. Она Африка што ги гледаме цените. Банкрот. Значи, те нема? Те нема. Знаеш, додека има храна, секој пат има, така, не прашањето како ќе напредуваш. Не, добро, не сакам да го кажам тоа, меѓутоа зборот ми е дека де факто си целосно зависен веќе од надвор. Значи прашањето е сега до кој момент надворешните кредитори ќе продолжат да го покриват оваа дупка во нашиот трговски дефицит. Инаку, доколку ние не го зголемуваме долгот, единствено решение е да има масовна девалвација во денарот. Така. Масовна. Бидејќи се што е увезено, значи драматично ќе се поскапи, тоа не е некој решение, бидејќи де факто се што прави е те натерува да живееш во рамките на своите можности. Меѓутоа ако едно DVD така кој се увезува сега за 9000 денари или не знам колку е, така сме го плаќале 9000 денари, е после една масовна девалвација може ќе плаќаме 14-15 денари. Значи тоа е тоа што значи стандардот и уште повеќе ќе падне при една таква девалвација, меѓутоа ќе не натера да живееме во рамките на нашите реални могуćности. Значи и тука е значи вистинскиот предизвик на нашата економија. Што треба да направиме? Да го свртиме тоа. А што треба да направиме, господин Дајче? Значи, како ќе се вратам на мојата почетна теза. Да. Богатството, вредноста, бруто домашно производство како што почнавме на малите. На малите, во фирмите. Ние мора да се преиспитиме темелно. Како да им даеме подобри услови? Мора да се створат. Па прво мора владата, виде, јавна да им намалиме даноци. Најголемиот бизнес во државата е владата, така? Да. Тоа е факт, тоа го знаеме. За жал, трагично. Државата мора да дојде во улога на креатор на услови на игра. И ништо друго. И во едно такви услови на игра, приватниот сектор да има можност да конкурира, да се бори меѓу себе, да се створи здрава меѓусебна конкуренција на пазарот во Македонија од нашите фирми, за реално се даде можност за тај што е најспособен да дојде на површина, така? Добро. Па дали било од СДСМ, дали било од ВМРО, тој собственик на таа фирма, тоа е најмалце битно. Значи, прво мора да створиме услови за бизнес клима.
такви услови, со здраво судство, така, со немешање на влада, со даночни стимулации, со субвенции во одредени Научна фантастика со- е Муабетов. во одредени сфери. Така е, мислам, извини, ако може се вратам на Не, научна фантастика ми е просто неверојатно дека можеме ние да дојдеме на ова ниво. Толку Све ни е е ниско. можно, ми тоа зависи. Не. Јас лично, на пример, да почнам со Харвард, една од трудовите што ги правам, кој ќе биде дел од мојот конечен магистерски труд е анализа на винскиот сектор во Македонија, да. Како кластер. Така по теоријата на Портер кој кажавме дека е гуруто на конкурентност, по чии терки во Македонија има совет за конкуренција. И ако гледаме, например, кои се одредени победнички индустрии во Македонија, кои индустрии или кои сфери дејности може да бидат конкурентни на светскиот пазар? Значи, ние прво мора да направиме една анализа. Со што може ние да излеземе на светскиот пазар? Ми се чини дека виното е едно од тие сектори. Апсолутно. Апсолутно. Меѓутоа, тоа е воопшто не е паушална работа. Тука треба голема дебела анализа. Австралија пред 30 години беше тотално непозната, анонимна во виното, така. Во рок од 30 години стана втори или трет по продажба на количина на вино во светот. Така, сега конкурира со Франција, Италија, Чиле, Калифорнија. Вие и како државјани на Австралија многу добро знаете дека со сточарството што направи Австралија, со овците што направи Австралија на стратегија од 20-30 години каде што идентификуваше винскиот сектор како еден од 30 години стратегија, каде што државата субвенционира до 50% на пример од трошковите со сите компании што ги вршат во функција на промоција на Австралија за виното. Ова е навистина. Австралија е една од водечките фирми за вино, да. Значи, и во тој контекст, значи, еве за мене еден логичен сектор кај што ние можеме да излеземе на светскиот пазар е виното. И тука мора да се идентификува стратегија што треба да се направи од аспект на држава да се да стане еден од значајните извозни индустрии во Република Македонија. Треба да идентификуваме други индустрии, дали тоа е туризмот, не знам, дали тоа е земјоделство. Го рековте, треба да се сфери, треба да ги дефинираме, треба да ги идентификуваме кои се тие. Во кои сфери бранчи од земјоделство може да бидеме конкурентни, така? Да бидеме во други услуги, меѓутоа се поштува со стратегија на сектори и улогата на владата е да дава поддршка, при тоа оставувајќи ги сите фирми да работат пазарно во едно пазарно стопанство. И мислам дека тоа е најголемата реформа што ние воопшто да немаме партиско мешање и партиските протекти. Немаме почнува во Македонија, да. Господине Дончев, едно прашање, моите интернет пријатели на блогот што го поставив, една работа ми рекоа покрај прашања, умесни и неумесни, на место, а имаше и кои не беа, но секако во шаренилото на интернетот заслужуваат. Доста од тие прашања ми беа водич во денешниот разговор, ми рекоа само да не ве прашувам за ЕСМ. Токму ценејќи го нивното тоа што ме советуваат да не ве прашам за ЕСМ, ќе ве прашам. За ЕСМ ме интересира. Вашиот став и мислење. Многу се кршат копија, за ЕСМ ме интересира вашиот став околу ЕСМ. Јас уште 2003 година во Капитал напишав еден опширен текст за што значи ЕСМ, што значи приватизацијата на ЕСМ, дека приватизација е потребна, но мора по одредени теркови и крајната цел треба да биде либерализација, тоест конкуренција. Значи, во Америка тоа го има. Во Европа е многу помалце. Сепак го има. Го има. Значи, ако ние го продадеме ЕСМ, при тоа без да има здрава основа за реално да има конкуренција, тогаш сме ја утнеле работа. И тоа е најважно од све. Значи, дури се поважно продаде, тоа колку ќе се добие цена или било што. Првиот услов е дали ќе имаме реални услови за конкуренција. Така. Ами се чини дека процесот на приватизација како што се води сега е тотално нетранспарентен, тотално нејасен и во крајна линија имам впечаток дека ќе биде штетен од аспект дека нема да се створат услови за конкуренција. Значи ќе се повтори со Телеком? Со Телеком? Ако се повтори со Телеком, тоа е не поради што не може, туку некој не сака или не дозволи да дојде до конкуренција. Значи, но ЕСМ е многу постратешко. Ви кажав, за Телеком многу лесно може еден предавател и станувате интернет провайдер во Скопје, така? Ова бара сериозна инфраструктура. Значи, кој ќе дуплира мрежата на електродистрибуција во Скопје? Така?
Кој? Ако Постои реална можност и шанса Јас такво ве нешто прашам, на пазарно? како? Ако се продаде по овој модел каде што целата Не. дистрибуција е по еден собственик, многу тешко дека некој друг ќе се нафати да дуплицира паралелна Сакате дистрибутивна мрежа. да кажете дека треба делови од дистрибуцијата на различни компании да се продадат? Апсолутно, тоа е единствениот начин на Македонија. Дека За да се создаде конкуренција меѓу нив и тоа ќе биде само гаранцијата за ниска цена на струјата на пазарот. Да, тоа би значило дека по старт ќе добиеш пониска цена. Јас извинувам што ви ускакам во збор, туку заради морам да ја поедноставам за да разберат моите гледачи. Значи, ако поделиш Скопје на пример во 4 региони, така? Добро. Во прво време сите се еден вид монопол во својот регион, така? Добро. Тоа ништо не ги пречи да се шират од Карпош спрема центар, така? Ќе се ископа еден кавал, зашто према аеродром. Да. Значи, тоа ми е зборот. Или ако поделиш на региони, од еден регион да се дели во друг. Тоа е единствен реален начин на кој Македонија може да дојде до некаква конкуренција во иднината. Господин Дочев, какви се искуствата на западниот свет на воопшто во капитализмот? Еве, велите Скопје поделено на 4 различни. Пример само го кажувам, многу едноставно ќе се задржам на тој пример. И тие четворица да си направат еден дел. Ајде ќе држиме цена многу висока. Тука е улогата на регулаторот, нели како и секогаш, како и регулаторот во телекомуникации, така и регулаторот во електростопанство. Знаете, едно од најсилните оружја која државата го има, во било која држава се правилата за антитраст, така, против монополско однесување. Знаеме што му прават на Microsoft. Па само на Microsoft што му направи, па да не зборуваме за други, така. Да, едно од најмоćните компании на планетата. Тука треба и знаење, и волја, и чиста совест, да речеме, не знам. Дека тој што се нафали тоа, дека го прави на вистина со цел да постигне тоа што треба се постигне. Значи, а не под нечие друго влијание. Господин Дончев, ја ви благодарам за разговорот вечерва. Некако убаво го заокруживме, дури како една поголема колумна. Почнавме од она што почнавме, се вративме на истото. Суштината, на основата на нашата економија се малите приватни предпријатија кои треба да почнат. Ви благодарам за ова убаво објаснување за телекомот. Мене конечно веќе ми е све јасно. Ви благодарам за електростопанство. Веќе имам веќе имам конечно и став и една представа на се во ова како би можело, бидејќи сепак ова се некои модалитети кои не сте ги измислили, сепак се продукт на некакво и искуство и знаење и подука кои имате. Кога се враќате назад во Соединетите држави? При крајот на ова недела. Така. Добро, мислев дека ќе успеам да се надевам ако успеаме уште едно кафе со вас да се видам, за уште неколку совети, бидејќи навистина и мене како новинар ми треба некоја економска подука, а вие имате, гледам, многу волја, скоро 2 часа разговараме. Времето мине брзо кога мовето тоа. Малце сум стар за да идам на факултет, па вака успевам, гледам да извадам од луѓе што е можно повеќе, затоа што нели луѓе во очај прашуваат што ни се случува, како да излеземе и така натаму. Многу работи. За можноста во секој случај. Дали ќе продолжите со колумни во Фокус како што правевте? Дали ќе имаме, пак ќе ги читаме писмата од Бостон? Јас би сакал во секој случај, зборував со господинот Младенов кој бев овде последниот пат, единствено некако со времето на вистина сум некако презафетена, посебно сега со овој, како што кажав, магистарски тур, кај што успеав да го бутнам македонскиот вински кластер, што инако патем речно ќе биде прв сектор или прв предмет воопшто поставен од Македонија да биде анализиран на Harvard Business School, така што мислам дека во секој случај најголем дел од моето внимание ќе биде насочено таму и би сакал да пишеме понатаму. Тиквеш на еден скратен курс вака да ве посетат. Па ќе видиме. Ви благодарам, многу успех и среќа ви посакувам. Во вашиот апгрейд се надевам дека луѓе како вас ќе имаат можност да придонесат за да направат нешто повеќе за оваа земја. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, одиме со кратка пауза, па продолжуваме со емисијата.